Друштво, денеска ќе се возиме со автомобил. Ви кажав дека и неколку пати споменувам дека сообраќајната култура во Малта е на едно многу ниско ниво. А кое е тоа ниско ниво? Ќе ви го покажам денеска на лице место. Може да тргнете. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега влегувам во сообраќај и ќе сакам да ви покажам прво, да не ми замерите многу, ако има многу трускање. Стабилизаторот на камерата е вклучен, но толку многу дупки има во Малта, толку многу дупки има по патиштата, овие споредните што се, да тоа е нешто неверојатно. Како градови со најлоши патишта овде на островот се Биркиркара, Сент Пол, Аура, Буџиба, Шемшија. Тоа се патишта оштетени од камиони, од градежни машини, од проста причина што прво многу се гради, а многу е чудно што тој дел од островот, северниот дел, е најтуристичкиот дел. Гледате, си влего од една страна, од друга страна, не стои насред улица, паркиран. Еве видете сега, еден камион доаѓа овдека, ова е една улица. Прво погледнете колку е собран патот. Овдека бидејќи има аптека си застануваат продавници, вака ќе си се застане, ќе си уклучи 4 жмигавци. Јас сега овдека го заставам и се прави застој. Значи, страшно тоа е. Копале овдека, направиле, проаѓаме дупка, друга дупка. Секој паркира каде сака, буквално нема почитување скоро на ниедни сообраќајни правила. Имав еден пријател кој што дојде од Манчестер, другар ми, и почна да... погледнете го. Влезе во еднонасочна, сега сите чекаме, тој влегува во еднонасочна, зашто не му се чека. Вели, каде е дозволено да се паркира? Викам, Јован, можеш кај сакаш да паркираш, секаде кај што има бела линија, бесплатно. Имаш на некои места, каде што има за паркирање ознака, повторно е бесплатно, само не можеш да се задржиш повеќе од 1 час на паркингот или повеќе од 30 минути можеш да замениш, па пак да се вратиш. Вика, добро, колку е казната ако те фатат? Викам, на недозволено да се паркираш е 25 евра. И он напише на Facebook еден убав статус, вика, во Малта е најевтино паркирањето во светот. И дозвола пишува, вика, секаде е дозволено да се паркираш, паркингот за цел ден ти чини 25 евра. И ми имаше нека логика, почнав да се смеам. Бидејќи така е, во Малта нема големи казни, например за брзо возење може да ве казнат 30 или 40 евра. За погрешно паркирање 23 евра. На тој стандард тоа се никакви казни. И затоа луѓето не чувствуваат дека нешто посебно плаќаат, си плаќаат по 10-20 казни и за брзо возење, и за погрешно паркирање. Затоа се случува тој хаос што се случува. Има неколку црни точки, например, ова е една од темните точки, каде што во време на гужва имате застој. Ова, например, е дополнителен проблем. Погледнете сега што ќе се приклучи пред мене. Пред мене се приклучува камион за собирање ѓубре. Малта е, мислам, единствената земја во светот каде што ѓубрето се собира 10 часот наутро, сега, 10, 11, 12, во најголемите гужви, тие собираат ѓубре.
да работи некој во Малта преку ноќ или пред да почнат заминувањата на работа или враќање од работа, нема шанси. Малта, ова време се собира ѓубре. И ова е дополнителен проблем за сите нас. Затоа што овој сега ќе застане, позади има или брза помош или пожарна, не знам што, се треба сите да се истраниме, нормално, ама уствари заминува зад нас. Вака, сега јас ги викам овие гомнарчиња, по гомнарчето ќе треба да се движам, застани тука, собери ѓубре, застани тука и сега може 1 километар да го патувам и 15 минути некогаш. Страшно. Страшно, ова е за сообраќајниот метеж, генерално, а сега ќе видите и оние други работи што малтежани или не сака да ги користат, или не зна да ги користат. Или има еден виц на малтежанец, му рекле: дружгар, користи го жмигавецот, не троши гориво. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Сега ќе ви покажам еден друг момент. Нормално, во меѓувреме ќе се борам да ги избегнам дупките, кои што ги има. Ова, например, тука, фала Богу, ја направи една голема дупка имаше. Бидејќи малтежаните не почитуваат многу сообраќајни знаци, посебно оние испишаните на патот за забрането претицување, вртење и така натаму. Има неколку места каде што видоа не видоа и ставија вакви бетонски граничници. Пред да ги стават овие бетонски граничници, кои што се помалку од една година поставени тука, овдека се влегуваше од другата страна, ако има вака гужва како што е од другава страна, гужвата што ја гледате, и одеднаш некој ќе се најде паметен, ќе ги претицува автобусиве, камионите и така натаму, и тука се случува еден од најголемите сообраќајни незгоди. Поставувањето на камери, реков, не е многу големо решение, бидејќи казните се многу мали. Но овие бетонски граничници веќе направија да колку толку имаат осет
каде може да се претекнува, каде не. Сега, се уште не се дојдени на нивото да не се менуваат лентите во тунел, затоа што ќе ви го покажам и тоа, се уште не се дојдени на тоа ниво да знаат да возат правилно во тунел. Исто како што не знаат и на кружен ток. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега ќе одам на кружен тек и на кружен тек се знае како се врти. Додека вртиш во рамките на кругот, на кружниот тек, треба да дадеш жмигавец десен, како овој пред мене, но колку од нив ќе го дадат жмигавец. Тоа може да видите во следниот круг. Ќе направам еден круг и ќе се исклучам на скористото место. Еден дава, јас сум вториот, овие што чекаат никој не дава, 1, 2, 3 коли не дава, овие што влегуваат сега никој не дава, нема жмигавци. Значи од 5 коли само еден дава жмигавец, сега ќе се исклучам, нема ни за исклучување, ни за вклучување. Жмигавците како да не постојат во Малта. Факт е една работа, дека Малта се опоравува полека и во сета таа култура, ама ќе треба да помине време. Се подобруваат патиштата, се градат нови, но факт е дека камионите, мач од две оштици, една страна се гради, од друга, гледај се, 1, 2, 3, 4, никој не дава жмигавци, сем јас. Позади мене гледам уште една кола, никој. Нити за вртање, нити за излегување. Нема, не постоја. Така да треба да гледате на графчиња додека возите, да знаете дали ќе излезе на првиот, на вториот или на третиот излез. Тоа е, јас на неколку пати тоа го кажувам во Малта, кога возиш автомобил, посебно моторче, скутер, било каков мотор, мораш да возиш за себе, но да возиш и за другите. Многу мора поголем фокус и поголема прегледност да имаш во однос на сите учесници во сообраќајот, за разлика од, да кажеме, живее во Барселона 5 години, точно знам дека таму е возењето автомобил многу лесно, бидејќи сите ги почитуваат сообраќајните знаци, култура на високо врвно ниво. Кога се преселив од Барселона во Малта, прво доживеав еден културен шок во однос на тоа, но денеска така ќе звучи помалку нихилистички, не сакам така да ви звучи, сакам само реалност да ви прикажам, поради тоа што зборуваме за нешто каде што не постои култура. Но Малта си има секако своји убавини и кога на листот вкупно и се ќе ставите што е негативно, што е позитивно, како она аутин, сепак на мене на крајот повеќе ми превагнува позитивното и убавото во Малта и затоа си ја сакам и затоа си уживам. А ова е нешто што се соочувам секој ден и што се надевам и имам една голема надеж дека ќе се подоправи со тек на време. Никој не се роди учен. Чудното е што малтежани фигурираат како луѓе кои имаат, но сето тоа е само поради финансиската добробит што има, бидејќи се екстремно богати, но еднаш зборов за тоа, преку ноќ стануваат богати и затоа имаат прескокнато основните нивоа на образување, на култура, на комплетно начините на живот. Кога на некој од сиромаштија, како што тие биле робови до 78 година, преку ноќ стануваат ултра богаташи, има еден голем прескок на сите овие работи, кои што јас денеска веќе ги означувам како негативни, но другите работи нормално ќе се учат од. Еве сега наближуваме еден друг кружен ток. Тоа е убаво во Малта што се е истрено со кружни текови. Ајде да видиме сега тука кој ќе направи правилно движење на кружниот тек. Посебно овој што е со две линии. Две ленти. Овие пред мене не дадоа никој жмигавец. Да видиме оние пред нас таму.
нема никој. Добро. Зад мене на ретровизор има една комбе, нема. Ќе направам уште еден круг. Сега и треба да се погоди времето за коли да има. Еве да видиме, тука има две, да ги фатиме. Опа, еден има. Овој пред нас дава, а тој пред него не дава. Добро, тоа е тоа. Реков, отприлика процентот му доаѓа сигурно 10 на 1. До сега барем беше таква бројката. Претходниот кружен ток имавме 6 на 1, сега овдека имавме околу 7-8 возила, еден само даде. Правилни жмигавци. Тоа е. Сега ќе одиме на еден од поубавите, јас ја викав Јадранска магистрала. Многу ме подсетуваше, бидејќи е целата покрај море, е Coast Road. И ова е таа патека каде што има многу сообраќајни незгоди за време на викенди. Еве гледате еден тука почест. Некој загинал трагично и тука има направен споменик и ова е преполна со такви работи лоши. Зошто? Во текот на викендот, сабота и недела, малтежаните ги извадат своите убави автомобили, затоа што овдека има Sunday Drive автомобили кои што имаат црвени регистрации и се возат само за време на викенди и празници. Значи не може тој автомобил да се движи во останатите денови. Има и многу мотори, брзински, кои што на оваа патека фантастично добро легнува. Овде и поради тоа се случуваат многу сообраќајни незгоди. Бидејќи тие не се движат на патека за тркање или на некоја затворена патека, не, меѓу нас автомобилите се движат и џабе се и камерите кои што ги поставуваат, на две места има камери, но реков, казните се толку мали што никој не ги есапи. Пред секои избори им ветуваат на малтежаните дека ќе им направат тркачка патека кај што ќе можат да се издуваат моторџиите за време на викенди, оние со брзите автомобили исто така, но тоа е само акција пред избори и секој нови избори се повторува истото. Сега следуваат оваа година нови избори во Малта, парламентарни, и повторно е ставена на листа новата рейсинг патека која што ќе биде за мотори, за автомобили, за формули од пониската категорија, која што ќе се прави, ќе се гради во Малта, ќе чини некаде околу 20 милиони евра и сето тоа повторно се повторува. На дел од луѓето им фаќа пена устата од сето тоа, но како реализација, чим завршат изборите, уште 3-4 месеци ќе се зборува за тоа и приказано тука ќе заврши. А овој Coast Road ќе биде прекрасен, во прекрасна атмосфера и, како да ви кажам, убавина од море, ама за време на викенди не сакате да се движите тука до 12 часот еден максимум, затоа што ова е врвулица на забранети действија во сообраќајот. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Сега доаѓаме до еден тунел. Ова се нови знаци што стојат веќе 2-3 месеци, stay in the line. Значи, треба да им се напомене дека не смеат да преминуваат од лента во лента во тунелите. Џабе е оваа полна лента на тунелите, тие полни ленти испрекинати, никој не ги почитува. Овдека имав среќа да нема многу сообраќај и во моменти нема приказ на тоа што ви го зборам, ама можеби на следниот тунел ќе го има и покрај ваков мал сообраќај, но тоа е нешто што е исто така проблем и што е многу опасно, посебно во рамки на тунели.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Инаку настрана од муабетот што го тераме за сообраќајната култура која е навистина на нула ниво, Малта е сепак една од најпрекрасните за мене земји за живот, заради тоа што, пак ќе кажам, нема никакво загадување, сонце, еве, ова е февруарското лето, море, чистота, населена е густо, ама во градовите имате позиции каде што може да уживате, да се осамите и да го живеете најприродно и најмирно својот живот. Без стресови, без некои притисоци, бидејќи Малта, а во другите нивоа на социјални решенија, оди се понапред и понапред, исто како во стандардот кој што, иако со корона протоколите малце падна, сепак мислам дека има убава проекција и за иднината. Се останете уште малку, аутиин, а јас ќе повозам уште неколку минути, дека ги гледате аутиин и тука некаде со следната најава ќе ја привршам денешната епизода. Денешната епизода. Се надевам дека убаво си поминавте со моето возење. Ова што ви го сообщив беше чисто една констатација и како вовет во она кое што би требало да го имате на ум ако летово планирате да дојдете на одмор во Малта и да изнајмите автомобил за да се шетате и да си ги поминете на јубаво подморските денови. Морате да го имате тоа на ум, да бидете внимателни пута 100 и другото, се останато е на фантастично убаво ниво. Сега погледнете што ќе се случува во однос на спортот, каде можете да си поминете убаво ако сакате спортски активности. Посебно убав, добар, интересен, квалитетен фудбал од Малтешката премиер лига, а во некои од следните епизоди ќе ви представам и некои други нивоа на спортови во кои што имаме македонци, па може да ги посетите и тие надпревари и да си поминате еден убав, пријатен викенд и со спортските активности. Бидете ли во добро здравје, каде да сте и ве очекуваме летово, тука, на островот, на Карпата. Only a shot away from me to be
be my everything, 'cause you are only a shot away from me to be my everything. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get